Драги пријатели, го повикувам да се обрати председателот на ВМРО Народна партија, Љупчо Георгиевски. Малку поназад можеш? Малку. Добро вечер, Прилеп. Почитувани прилепчани, за вашите практично секојдневни излегувања, марширања, за вашиот отпор секојдневен, веќе широко се знае во целата земја. Затоа и посебна чест ми е денеска што дојдов овде да ве поздравам и да ви кажам да издржите во отпорот, да издржиме во отпорот, само затоа што на тој начин ќе одбраниме Македонија. Почитувани прилепчани, на 24 декември се случи еден настан кој го нема забележано современата парламентарна демократија на цела Европа и на цел свет. Ние сме виделе многу инциденти во европски и светски парламенти, меѓутоа нигде не сме виделе Министерството за внатрешни работи една парламентарна група да ја изфрли и да ја изнесе на раце и соклоци. Сегде улогата на МВР била да влезе и да стави ред, да стави блокада. А што ќе се случува понатаму? Самите парламентарци се тие кои го имаат легитимитетот од народот да прават и да се договараат. Меѓутоа, она што сакаме да го кажеме, не е само инцидентот од 24 декември. Да беше само тој инцидент сам за себе, тој беше нешто што треба да биде казната оваа влада. Меѓутоа, она што ние сакаме да го потенцираме, дека 24 декември беше само врв на едни настани кои се случуваат во Македонија во последните неколку години. Тоа беше само кулминација на, за жал, на една недемократска власт во Република Македонија. Тоа беше само доказ како овие луѓе кои владеа денеска со Македонија, за жал, не расчистиле со основните поими на слободата, на демократијата, за која се бориме од раните 90-ти години. Почитувани граѓани на Прилеп, зошто вериме нема демократија во Република Македонија? Зошто оваа власт има проблем со основните принципи на демократијата? Погледнете ја нивната пресметка со сите опозиционери, со сите оние кои се против нив, дали на локално или на републичко ниво. Погледнете го нивниот третман на македонските медиуми, на што личи денеска македонскиот медиумски простор. Нема ни еден електронски медиум кој може да се нарече дека е независен или слободен. Се е или под нивна контрола, или е купено директно од нивните луѓе. Пришуваните медиуми, за жал, освен Фокус, исто така сето друго е купено. 20 години после падот на така наречената комунистичка Југославија, после освојувањето на демократијата во цела Источна Европа, ние дојдовме во Македонија денеска само да се информираме од порталите на интернет и од Фейсбук што ќе напише. Тоа ли е слободата, тоа ли е демократијата за која се бориме 20 години? За жал, Република Македонија денеска живее во два света. Еден свет на спотови и на реклами и еден свет во реалноста. Во нивните спотови се е убаво. Во нивните спотови гледате како нашите земјоделци земаат субвенции, па земаат без проблем кредити, па ги продаваат своите производи, па си купуваат уште повеќе земја и градат куќи и не знам што. Меѓутоа, тоа е реалноста на спотовите и на рекламите. Во реалноста имаме еден друг живот. Во реалноста имаме масовно бегање и селење на граѓаните ширум Република Македонија. Зарем не е срамота, почитувани граѓани, по 40 милиони евра на годишно ниво од буџетот на нашата држава да се троши за реклама, да се троши за спотови, да се троши за реклами. Ете, на тоа сака нашите парламентарци да стават стоп.
парите за реклами и спотови да бидат изфрлени од буџетот или да бидат пренаменети за реални конкретни проекти. 40 милиони евра, јас ви гарантирам, нема одделено проекти за Прилеп, за Битола, за цела Пелагонија заедно. А знаете ли што може да се направи со тие пари кои денеска ги фрламе за реклами, за да ни објаснуваат колку е убаво денеска во нашата држава? Денеска ние живееме во еден виртуелен свет. За жал, таа демократија, таа неслобода ја почувствуваме и на секој друг момент. Дајте да ги погледнеме казните во Република Македонија. Јас ви уверувам дека Македонија со Северна Кореја може да се надпреварува во казнената политика. Казнената политика за обичниот човек стана денеска камшикот со која таја го контролира народот, ги кине казните кога ќе дојдат избори, ги дава казните ако нема избори и сето на начин на кој создава зависност меѓу народот и власта. Затоа сме тука да прозбориме за реалноста, затоа што реалноста не се рекламите што ни ги даваат секоја вечер. Реалноста е, почитувани граѓани, денеска сабањето во Европскиот парламент, Комисијата за надворешни работи донесе одлука на Србија да и се даде датум за преговори со Европската Унија. Знаете ли, почитувани граѓани, пред 10 години на патот на Европската Унија кај беше и Србија, и Бугарија, и Романија, и Албанија, и Хрватска, и да не ги броиме сите нив. Денес останавме заедно со Босна и со Косово единствените држави кои немаат датум за влез во Европската Унија. Каде е перспективата на македонскиот човек? Каде е перспективата на македонскиот граѓанин? И дајте сега да ја погледнеме другата реалност. Дали, почитувани граѓани на Прилеп, вие сте свесни дека 2012 година во Република Македонија, во годината кога сме највеќе патриоти во наводници, кога изградивме највеќе споменици, дека во нашата земја Македонија прв пат македонските деца се под 50% од новороденчиња што се родени во Република Македонија. Погледнете ја целата источна Македонија. Тоа е на огромна пустелија. Не знаете веќе колку луѓе кои ќе тргнете по градовите од Делчево, Виница, Истибања и да не ги бројам, завчера бев таму, половина од куќите не светат. Не само затоа што се исклучени од електростопанство, туку затоа што многу од нив веќе не се тука. Тие се веќе иселени негде по Европа или некој уште подалеку по светот. Затоа, почитувани граѓани, зборуваме за реалноста, за демократијата. Многу проблеми имаме, ама ако имаме демократија, верувајте, полесно ќе се бориме против сите тие проблеми. Погледнете кој збор го слушаме единствено од економската политика на оваа власт. Единствено го слушаме зборот за должување, кредити, нови долгови. Од декември наваму за еден месец можеби над 500 милиони евра ја задолжија Република Македонија. Немојте да мислите дека тие долгови некој ќе ни ги прости. Тие долгови еден ден сите ние ќе мораме да ги плаќаме и да ги враќаме за нивните споменици и за нивните пропаднати проекти. Кредитите, задолжувањата е единствената работа со која и заради што функционира актуелната власт. Јас постојано велам, јас и господинот Црвенковски сме направиле многу грешки во оваа држава. Имаме многу промашувања. Меѓутоа, почитувани граѓани на Прилеп, ни јас, ни тој во нашите години на владење не дозволивме ни еден месец да земеме кредит за да дадеме плата на администрацијата или пензија на пензионерите. Секогаш сме правеле буџети толку колку што одговара на македонската економија. Секогаш сме правеле проекти
колку што може да истрафи македонската економија. Оваа влада во последните 4 години прави буџети кои се по 600 милиони евра поголеми од колку што македонската економија и македонскиот човек може да ги плати. Тие кредити, тие долгови, верувајте, сите еден ден на нас ќе ни се треснат и од нашата лична глава, и од бизнисите, и од Македонија, како што тоа денес се случува во Грција, како што се случува во Португалија, Ирска и да не ги броиме другите држави. Затоа, почитувани граѓани, ние велиме, секои локални избори не се само одговор на граѓаните дали овие дупки или оваа улица е асфалтирана. И тоа се, меѓутоа, секои локални избори и се одговор на македонскиот граѓанин и на секој европски граѓанин, дали тие се задоволни од државната политика, дали се задоволни од начинот на кој ги води нивната влада. Затоа, почитувани граѓани, ние мораме овој пат да бидеме цврсти, да издржиме и јасно да кажеме дека битката за демократија во Република Македонија е освоена и не ја даваме на никого. Да живее Прилеп, да живее Македонија!